Здраво сите, добро во новата епизода на Are You Scared Unsolved. Денеска ќе разговараме смртта на Мишел вон Емстер, девојка чие тело беше пронајдено во немирните води на Пацификот. За другите детали мислам дека мораме веднаш да влеземе во овој случај. На 15 април 1914 година, на Сансет Клиф во Сан Диего, Калифорнија, двајца сурфери забележале нешто што изгледало како галеб на врвот на лебедечки куп алги. Лебдечки се извину. Меѓутоа, како што се приближувале, откриле дека тоа е телото на Мишел вон Емстер. Мишел беше пронајдена гола со една нараквица на левата рака, заедно со два прстени. Таа имаше тетоважа со пеперутка на рамото и долга кафена коса што помогна да се идентификува. Телото било унесено во штабот за спасувачи во Сан Диего во 16 часот. Незина недостигна облека се припишува на тоа што Мишел била пријавена дека често води гола на ноќно пливање, како што ја видел спасителот на вода, а што го поддржува и работничкиот познаник Едвин Декер, велејќи дека Мишел му рекла дека, цитирам, сака да сурфа гола. Сепак ниту еден локален сурфер, ниту незините пријатели никош не се сетили на незиното сурфање. Роберт Енгел, лекар, изјави дека имала, цитирам, големи кинечки рани со ткиво што недостасувало, бидејќи на телото му недостасувала и десната нога од бутон надолу. Енгел исто така верува дека Мишел не била во вода долго време, но не ја означил причината Мишел не била во вода долго време, но не ја означил причината за смртта. Значи, можам да речам, после овие два пасуса, мислам дека ве запознав за што се работи во овој, да речам, бизарен случај, се работи нели како што кажавме за Мишел вон Емстер, чие тело било пронајдено нели во водата, првично било потврдено дека се работел за напад од Ајкула, но сепак мислам дека за тие детали мораме да продолжиме нели понатаму за да ги согледаме сите факти, но пред тоа мислам дека морам да кажам дека таа имала навика често да навечер нели во поноќните часови да иде и да плива гола, нешто што го потврдиле незините пријатели, но сепак тие што биле сурфачи таму што се знаеа со нив, тие никош не виделе и исто така и незиното семејство не знаело дека таа навечер иде да сурфа. Тоа е многу чудно, не знам како едните би знаеле, другите не би знаеле. И мислам дека сега мораме да продолжиме. Еден ден подоцна, на 16 април, беше извршена обдукција од Брайан Блекбурн, лекар од Сан Диего. Блекбурн откри дека вратот на Мишел и бил скршен, цитирам, како да била во сообраќајна несреќа. И имала скршени ребра, гранатини и модринки. Песок бил пронајден и во устата, грбото, белите дробови и стомакот. Блекбурн заклучил дека Мишел била жива кога биле нанесени повредите и создал временска рамка. Во 20 часот на 14 април Мишел последен пат била видена облечена во зелен мантил, а на полноќ најверојатно влегла во водата. Сините Ајкули исто така се хранеле со нејзиното тело, иако Хари Бонел, патолог, изјавил дека нема докази дека овие каснувања се случиле пред нејзината смрт. Со тоа се согласил и Глен Вагнер, лекар кој го преиспитал нејзиното тело во 2008 година, велејќи дека сините Ајкули го гризеле нејзиното тело откако умрела. Значи, еве ги тие контрадикторни факти што и кажавме, нели? Патолозите, нели, и тие што ја правеле обдукцијата, заклучиле дека заради нападот од Ајкули Мишел починала, но сепак овие двајца нели научници, можам да ги кажам, се спротестувуваат на тој факт и велат дека тие нели гризења од Ајкулата се настанале откако умрела Мишел, што значи дека нешто друго се случило пред Ајкулите да ја нападнат. И мислам дека мораме да продолжиме. Само двајца осомничени беа сериозно разгледани. Едвин Декер и непознат Демнач. Декер бил осомничен поради неговата интеракција со Мишел и унесување кон случајот, а Демначо затоа што Мишел го видела дека е демнел. И мислам и толку е нели од овој краток случај да речеме, толку е од нели од главната содржина и мислам дека сега мораме да влеземе во теориите за тоа што се случило со Мишел вон Емстер. Првата теорија е дека Мишел вон Емстер почина како последица на напад на Ајкула. Оваа теорија беше општиот консензус и поддржана од Брайан Блекбурн, медицински испитувач од морските биолози и од пристанишната полиција. Аутопсијата на Блекбурн откри дека Мишел имала скршен врат и ребра, заедно со песок во устата, грбото, белите дробови и стомакот, и гранатинки и модринки по нејзиното тело, усогласени со неговата теорија дека голема бела Ајкула можеби ја зграбчила Мишел, ја одгризала ногата и ја турнала на дното на океанот, кршејќи го вратот и ја наполнила устата со песок, што таа последователно се задушила. Тогаш таа би умрела од загуба на крв и давење. Ралф Колиер, водички експерт за однесувањето и екологијата на белата Ајкула на Пацифичкиот брег, гледајќи скршената коска на ногата на Мишел, забележа дека, цитирам, кога бела Ајкула ќе откине дел од екстремитетот, пресекот е чист, речиси кога да ја ставите на електронска пила. Она што остана од бедрената коска на Мишел беше се освен тоа. Изгледаше како што се случи кога ќе земете лист од бамбус и ќе го резбате со нож.
гледав близу 100 фотографии од случаи на напади од ајкули во текот на годините и никогаш не сум видел коски што дошле до овој степен. Ричард Розенблат, тогашниот председател на институтот Скрипс, откако му беа дадени мерките на повредите на телото на Мишел, рече дека ниту едно од нив не било предизвикана од бела ајкула и дека доколку е нападнала белата ајкула, најверојатно ќе пронашле зап од големата бела ајкула во нејзиното тело, но тие не нашле. Розенблат заврши велејќи дека поради тоа што недостасувала ногата на Мишел, цитирам, можела да биде само бела ајкула, а не било кој друг вид ајкула. Ако само бела ајкула можеше да земе ногата и веројатно и беше докажано дека малку веројатно дека бела ајкула го извршила нападот, малку е веројатно дека Мишел била убиена од бела ајкула. Значи прва теорија, нели, како што кажавме, има многу контрадикторни факти дека Мишел не била убиена од ајкула. Нели овој докторов Блекбурн тој прво заклучил дека таа навистина била убиена од ајкула, но сепак после него се јавиле многу други луѓе кои што велеле дека не е така, нели, има многу факти, на пример, овој Ричард Розенблат вели дека ако ајкула ја убила, ќе нашле зап некаде во телото на Мишел, но тие не нашли, нели? И рекле дека одгризувањето на ногата не е исто со, нели, тоа како што би била исечена ногата или скршена, тоа пресекот, нели, не бил ист таков карактеристичен како кога ајкула го гризе тоа, нели? Ајкула кога го гризела демек, тој пресек бил како да речеме прецизен, овој бил, нели, вака бил направо. А овој пресек, нели, како што го опиша овој Ричард Розенблат, исто како, нели, како вака со штраф да речеме да ја кршил ногата. Некој, нели, има како дупчиња и тоа не било, нели, конзистентно со напад на ајкула. Друго мислам дека не можеме да кажеме за првата теорија, мислам дека мораме да влеземе во втората теорија. Втората теорија дека Мишел фон Емстер почина како последица на давење. Нејзино недостигна облика би се објаснила како полно трпливање и повредите предизвикани од тоа што била фатена во електричен бран во водата каде што би била удрена од карпите, умрела, а потоа јадена од сини ајкули. Меѓутоа температурата на водата била премногу студена за да се плива. Температурата навечер била 13 степени. Сепак контрафакт за ова е тоа што таа можеше да го носи зелениот дуксер и можеби ништо од оздола за заштита од студот, а потоа да го соблече за пливање. Значи толку од ова повеќе да речам слаба предпоставка него што е теорија, нели, нема никакви појаци за ова, не е ништо конкретно, не е чиста предпоставка. Значи како што кажавме во оваа втора теорија се вели дека таа умрела некако последица на давење, некако, нели, не сакајќи случајно падне во водата, се удавила, подоцна, нели, како што кажав, овие електрични бранови ја унеле, таа не можела, нели, да излезе од водата, подоцна у карпи удрила. И така умрела и подоцна, нели, била гризена од ајкули, но сепак мислам дека оваа теорија не ми е многу веројатна, па затоа можеме да влеземе во третата теорија. Третата теорија дека Мишел фон Емстер почина како последица на пат од Sunset Cliffs, тој брегот, нели, што споменавме претходно. Медицински испитувач од Сан Франциско изјави дека нејзините повреди на вратот, ребрат и калицата се согласно со повредите од пат од карпа. Sunset Cliffs е познат како еден од најубавите карпи за гледање на зелисонцето во Сан Диего, но е познат и како опасен со извештаи за распаѓање на карпите. Луѓето умирале на ова место и порано. Сепак паѓањето од карпа не би објаснило нејзината повреда на ногата. Толку, нели, и од оваа кратка теорија да речеме, третата теорија, нели, како што кажавме, го разгледа фактот дека таа би можела да падне, нели, од тој брегот, нели, на карпата, од ивицата на таа карпа каде што има многу убав поглед, нели, на целото море и на гранот, нели, од страна. Таа демек паднала од таа карпа и така умрела, но тоа исто така ми е многу веројатно. Тоа, нели, би рекол, нели, би ги докажало фактите дека таа, нели, тоа би било одговор за нејзините повреди на ребрата, калицата и слично, но не би објаснувам како ногата и била, нели, целата од бутот надоле ногата ја нема и била изгризана на некој начин. Така, значи сега можеме да влеземе во четвртата и последна теорија. Четвртата и последна теорија дека Мишел била убиена генерално поради тоа што некој силно ја повредил и оставил дугне во океанот и ја подметнал чафната подалеку не за да изгледа како несреќа. Друга верзија дека таа била удавена од оваа личност. На селото во кој живееше Мишел имаше репутација на дрога и беше позната како воената зона. Друга веројатност е дека нејзиниот пријател Едвин Декер можеби ја убил Мишел. Декер работел како шанкер во кафелето во кој некојаш работела Мишел. Тој тврдеше дека тој Мишел пиеле пијалоци на 13 април по флиртувањето со недели и дека се бакнувале во неговиот стан. Според неговото сведочење, таа го напуштила неговиот стан во 5 часот на редниот ден, денот кога починала. Дека чувствуваше дека, цитирам, постоеше целосна интелектуална врска. Чувствува дека има емотивна врска, барем од моја страна имаше, а имавме физичка врска. Бев толку вознемирен кога помина неколку дена без да ми се јави. За малку ќе се откажев.
дека дури објавил песна како таа умрела во која пишувало. Цитирам: "Извештаите велат дека има татоважа пеперунка на нејзиното рамо. Некоја се сетив таа ноќ на мојот кауч, кога како ја ајкувате и ги џвака в устните и ја соблеко кошулата." Што прави каква поезија, значи бизон да речем, откако таа умрела, видете што напишам, значи рекол и јас како ја ајкувата таа вечер и ги гризе в устните и ја соблеков маицата, ака нели. За да не покажуваме тука, така рекол и бизонен човек, може да кажам. Не знам дали ова го напишал на некој романтичен начин или толку бил лут на некој начин што пишал вакви работи, не знам што да кажам друго. Друга поточка во оваа теорија дека некој непознат демнач може би љубил Мишел, која го забележал како е денна на нејзината претходна работа во кафулето. Мишел се свртела на друга работа во продавница за канцелариски материјали, бидејќи чувствувала дека тој нема да ја демне таму. Мишел напоменува и дека не го познава мажот, но знаела дека тој возел мотор. Нејзината поранешна шефица Денис Нокс се прифати дека еден ден по смртта на Мишел влегол маж за да направи копија нејзиниот извештај од обдукцијата. Од 2014 година, 10 години после смртта на Мишел, нејзината шефица изјави за Сан Диего Райдер дека, цитирам: "Чудниот тип кој ги сакаше сите тие копија од нејзината аутопсија и тој возеше мотор." Мислам дека ова е, нели, крајот на овој, да речам, бизарен случај, нели, сите се бизари, но овој поготово не знам како да го објаснам, не знам како да го опишам, нели. Многу е чуден, да речеме, има многу неконзистентни факти со тоа што официјално, нели, го кажа дека се случило со Мишел, нели, тие, па добро, не бил официјално, овој случај се уште не разяснен, но сепак тие на некој начин заклучиле дека таа била нападната, нели, од ајкува и затоа така, нели, умрела, но сепак има многу други факти и, да речем, добри докази што кажуваат спротивното, дека таа не била убиена од ајкува, туку некој друг ја убил, на некој начин ја убил и потоа ја фрлил во морето и, нели, потоа, нели, би можеле некоите да ја гризат на некој начин, но сепак не знам што да кажам. Еве јас, да речем, сум завуден за овој случај. Многу има чудни факти кои што, нели, таман ќе помислиме за едно, не врта на друго. Сепак мислам дека, еве, јас лично мислам дека секоја од оваа теорија би можела да биде точна на некој начин. Например, еве, теоријата за ајкули би можела да биде точна. Таа била гризена од ајкули, била, нели, оштетена на некој начин, но пред тоа, например, некој ја убил и потоа ја фрлил во морето. Например, јас тоа би го мислил, еве, ако гледаме на тој начин, јас би рекол така, но сепак, ајде и ние да не правиме многу предпоставки, мислам дека можеме да ја завршиме оваа 7 епизода од оваа сезона на Are You Scared Unsolved. Се гледаме во петок, до тогаш, чао и се најдобро.